12 часот и 15 минути, почитувани гледачи, уште еден термин за едно ново издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Мојата денешна соговорничка и гостинка е дипломиран професор по македонски јазик, наш познат автор како на книги за деца, така и на книги за возрастни. Ќе посакам топло добре ден на Десанка Николова. Деси, здраво, како си, како се чувствуваш еве за прв пат во студиото на телевизија Сонце? Добар ден, поздрав до гледачите на телевизија Сонце, поздрав до тебе и посебно нели од своја страна, на сите оние кои што гледаат од своја страна. Прекрасно, како за некој кој што 6 години не гостувал по телевизијата, има малку трема, онаа позитивна трема. Мене ми е многу драго што конечно ние најдовме повод да се видиме кај тебе во емисија после толку снимени сезони од своја страна. Најдовме повод и време. Убав повод да дојдеме да си поразговараме, да си помоабетиме и еве да им представиме нешто и на гледачите од своја страна. Так. Се надевам дека тремата до крајот на разговорот ќе ја снема, исто како и позади камерите. Кога се расприкажавме, јас во најавата мислам дека цела емисија ќе траеше ако го кажав сето она кое што го има во план за тебе, бидејќи неспорно еве и пред нашите гледачи ќе откриеме дека ти си еден бележник, неминовен дел од мојот живот и од мојот период на личен раст и развој. Еве тука јавно ќе ти се заблагодарам за сето тоа кое што го имаш направено за мене. Меѓутоа, денес сме овде тука за тебе. Вниманието ќе го насочиме кон тебе со многу поводи, меѓутоа ќе те навратам малце години наназад, од годините на детски лирски треперења, на детски рацинови средби, сите тие убави моменти, сите оние деца кои што растеа пред твоите очи. Какви спомени носиш од тие времиња, Деси? Многу пати кога ќе се навратам баш на тие времиња и кога сега тебе те гледам од оваа перспектива како готов производ, како веќе оформена личност, како прекрасна дама, жена, еве, ми навираат солзи, душата ми се полни со емоции. Да можам да го вратам времето, да имам некоја таква моќ, повторно би сакала да се вратам во тој период со сите тие деца, со сите тие убави спомени, во сите тие убави денови. Периодот кога бев дел од организацијскиот одбор на детските рацинови средби, кога бев дел од детските лирски треперења, еден од најубавите периоди во мојот живот и искрено жалам што ни продолжи во таа насока, што ни продолжи во тие води. Од таму ги носам најубавите спомени. Моите куфери со спомени од тој дел, од тој период се најполни. И кога еве вака ќе видите дека децата брзо пораснале, си викате колку брзо поминало времето. Да, и самата кажа, цела една генерација, цел еден куп на деца, веќе млади луѓе, израснати, пораснати, си ги гледал како растат, како чекорат по тие пати. Мене ми беше многу мило, многу драго што успеав на добар дел да влијам, успеав да мотивирам многу млади луѓе, да оставам впечаток и да бидам дел од нивните животи, да ги поттикнувам, да ги мотивирам, да им бидам инспирација. Нели некогаш на некого сме инспирација, на некого сме иритација, но баш на децата, на оние најблагородните суштества, јас секогаш сум им била инспирација. Детски рацинови средби, детски лирски треперења се мојот најубав спомен. Јас и пред малку, пред да започне емисијата, ти кажав дека најмногу жалам што не останам во настава, затоа што таму имав многу да дадам. Детски лирски треперења, детски рацинови средби се случува пред да бидам во настава, но тоа е животот не носи во различни правци, не можеме да планираме, некои работи не се планираат. Токму децата ќе бидат мотив за ти да почнеш да пишуваш за нив. Мислам, ти не си престанала да се пишува од секогаш за децата. Дали сметаш дека љубовта кон децата е присутна за да се пишува за деца? Што значи да се пишува за деца? Пишувањето за деца е една од најблагородните и најубавите работи, затоа што децата се оние кои што оплеменуваат, ја облагородуваат душата, ја полнат со радост. Децата се најискрените суштества. Тие можат да ти ја дадат најголемата енергија. Мене децата секогаш ми биле неисцрпен извор на енергија и најголема инспирација. Љубовта кон децата не е кај мене пресудна за да почнам да пишувам за децата. Јас пишувам од мојата најрана возраст, пишувам од 8 годишна возраст и веќе на 8 годишна возраст почнав да освојувам награди на литературните фестивали, најпрво во Велес, во родниот град, потоа и во Република Македонија, па и пошироко со тек на годините, но како растев, мојата поезија созреваше
и потоа работата со деца е онаа која што ме насочи јас да бидам и да се дефинирам, да се афирмирам како автор за деца. Затоа сметам дека најубавите творби кои што ги создавам се токму оние за децата, затоа што не само што имаат уметнички вредности, имаат и дидактички елементи, има многу пораки, искриени и откриени, баш токму она што го бара литературата за деца. Мислам дека кај нас има недостиг на автори за деца и да ги поттикнам сите да пишуваат, оти нема ништо поубаво од пишувањето за деца, а децата знаат тоа да го препознаат и знаат да возвратат на Пред неколку дена се одбележа Светскиот ден на литературата за деца, па тоа ќе ми беше следното прашање: колку кај нас се пишува за деца, колку се посветува и на таквата тематика, колку се работи со децата во делот на книжевноста? Вака, на оваа тема за тоа колку се работи, колку се пишува за деца, можам да говорам од три аспекти. Најпрво како дипломиран професор по книжевност и македонски јазик, како автор за деца и како некој кој што во моментов е вработен во сектор книга во издавачка дејност во Министерството за култура, каде што па и поминуваат сите конкурси, сите манифестации, сите литературни дела и за возрастни и за деца. Кај нас се пишува за деца. Има манифестации, ние ги поддржуваме како министерство, се пишува, квалитетот не го дискутирам, значи тоа е веќе дискутабилно, но се уште ни недостига еден елемент, еден сегмент за да кажеме дека да, ние имаме литература за деца. Ако ви кажам дека се уште најмладиот, најпознат автор за деца кај нас во Република Македонија е Горијан Петревски. Мислам дека со тоа се е кажано. Горијан е веќе припаѓа на најмладата генерација, а има 60 години. Значи он е најмлад автор за деца, но се уште, но децата ги сакаат. Горијан, Стојан, Киро. Значи растеше и ти со нив, растеш на средбите, ги запознававме. Мене ми е драго што можам да кажам дека јас пишувам за деца и сум веќе онаа следна генерација која што ги наследува. Да, Стојан, Киро, да. Препознаваат децата. Препознаваат. Од аспект на професор не би ги критикувала колегите, но мислам дека ние доволно нашата домашната литература за деца не си ја цениме. Тука не се само професорите виновни, тука и програмата, посебно измените кои што се направија во однос на лектирните изданија се одстранија, некои автори се додаваат. Ние сами како општество, како држава, како систем мораме да го цениме нашето. Имаме ние доста плодни автори, имаме многу квалитетни дела, Оливера Николова, Македонка Јанчевска, па Горијан, значи делата на Горијан ги сврлија од лектирни изданија. Измените кои што се прават во учебниците за стапеноста, но имаме литература за деца, имаме фестивали кои што ги поттикнуваат и младите да творат во таа насока, да создаваат детски лирски треперења, постојат детски рацинови средби, ракатки, куп убави манифестации каде што децата можат да пишуваат, можат да дружат со авторите за деца и секако да ја развиваат љубовта, да се мотивираат, да добиваат инспирација. Се прават грешки тука и во однос на тие фестивали, во однос на пишувањето и менторите, наставниците како ментори, децата, нели секогаш има некој кој што ќе вмеша прсти, па не се остава детето само да ги искаже своите мисли, својата емоција. Пишувањето е чиста емоција, нешто што извира длабоко од душата, длабоко од срцето. Знаеш и ти самата, и ти пишуваше, и ти освојуваше многу награди. Така, тука кај се надоврзам и пред нашите гледачи ќе откриеме дека ти се јавуваше како промотор и рецензент на моите 2 стихозбирки, што ми е многу драго и што тоа представува нели еден сегмент од сето на кое што ние го имаме како заедничко. Пишуваш многу за љубовта, за незиното височество, жената, пишуваш за многу теми од општественото секојдневие. Веруваш ли во љубов? Да. За цел живот? Да. Значи, јас пишувам се. Поезијата за возрастни, мојата поезија за возрастни, ја делам на лирска и на рефлексивна поезија. И лирската поезија, лирските песни, значи има мал дел на пейсажни, во најголем дел ми се љубовни. И тоа е така затоа што јас верувам во љубов и сакам да верувам. Да, секогаш. Да. Јас секогаш си наоѓам инспирација. Знаеш, кога ве носев на летување на камповите, на поетските кампови, секогаш викав, јас секогаш сум заљубена,
Ама во самата себе го продолжував тоа Така, со во самата себе. Да, верувам во љубов и сакам сите да веруваат во љубов, затоа што нели љубовта е едно возвишено чувство, љубовта се јавува во повеќе облици и Де си умееш да ја отпеваш жената во твоите творби? Кој е балансот на една успешна жена денес во современиот свет, растргната помеѓу семејството и помеѓу сето она кое што општеството го бара од неа, помеѓу работата, кариерата? така. Да, женото исто така често дел од мојата поезија, дел од моето творештво, жената како мајка, жената како жена, жената како љубовница. Балансот не постои баланс. Компромис не може да се направи, значи секој што ќе каже дека прави компромис помеѓу кариерата и помеѓу семејството, не знам како успева да го направи тоа, баланс не постои, секогаш едната страна трпи, да, или семејството трпи или кариерата трпи и во различни фази од животот или сме поуспешни или сме попосветени на семејството, но баланс дефинитивно не постои. Тешко е да се направи баланс, но современата жена успева да направи некаков делумен компромис во таа насока, да биде и успешна, да прави кариера и да биде мајка, сопруга, посветена на семејството, за оние кои што се сопруги, посветени на домот и на семејството. Тешко е, значи да се биде жена во машко општество е многу тешко. Ама нели ние жените секогаш сме биле силни, јаки, моќни и столбот на општеството, столбот на еден систем. Затоа многу докази имаме кои што сведочат така и низ историјата, па и еве денес во денешницата и мислам дека успеваме да се справиме со сето тоа. Може би една од најзначајните титули во твојот живот е титулата мајка, која што ја носиш гордо и со крената глава. Мајка си на два прекрасни синови, Бојан и Мартин, кои што ќе ги поздравиме еве токму во овој момент. Кажи ми што значи за тебе да се биде самохрана мајка, колку беше за тебе тоа предизвик, со кои потешкоти се соочуваше и што значи самохран родител токму во Македонија? Што кажува искуството? Многу прашања, ајде. Што значи да се биде мајка и да се биде самохран родител во Македонија? Ова е една горлива тема, едно горчливо прашање кое што нели понира длабоко во нашиот систем, не само како проблем на поединката, туку и како проблем на целото општество, на целиот систем, на целата заедница. Тешко е да се биде самохрана мајка, јас сум веќе 16-17 години самохран родител, значи со моите деца живееме во едно родителско семејство, во општество кое што прво нема точно издефинирани насоки и јасно поставени дефиниции за тоа што значи да се живе, што значи да се биде едно родителско семејство, што значи самохраноста, кои се подкатегориите на самохраните родители, општество кое што самохраните родители ги третира како граѓани од втори ред, многу тешко да се функционира. Првен самиот систем, кога ќе спомнете самохран родител или самохрана мајка, самиот систем е оној кој што ја девалвира и го деградира личниот интегритет на родителот како самохран родител. Ние самохраните родители сме најчесто третирани како граѓани од втори ред, најчесто сме осудени, прстот е секогаш вперен и самохраноста се поистоветува со нечестност, со неморално, со грешно, со не знам, тешко е да се бориш, тешко е истовремено да бидеш и мајка и татко и тешко е да се справиш со сите тие предизвици. Најпрво околината, најблиската околина која што не го прифаќа тоа. Знаете, ние живееме во многу дволично обкружување. И секој пред тебе цвеќе садат, зад тебе гроб копаат. Она е тоа што со кое што се соочуваме. Тешко е, треба многу храброст, многу истрајност, многу борбеност. Јас успевам некако да се справам со сето тоа. Никогаш како самохран родител не дозволив да изгледам како жртва ни во очите на децата, ни во очите на околината, но јас знам дека на сите самохрани родители, на сите самохрани мајки им е многу тешко и дека тоа треба системски да се третира. Влада која што нема јасно поставени социјални политики, може само да тоне. Може ли една жена да биде и мајка и татко исто време? Може. Може. Една жена може да биде и мајка и татко и тоа успешно да го прави, успешно да се справи. И маж и жена, и докторка, и
наставничка и водоинсталатор и електричар во исто време. Може и тоа се успева, во тоа успеваме. Ние самохраните родители, самохраните мајки, знаеме како сето тоа се прави. Многу дека на машките деца има потребен таткото, татковската нели форма за да учат од него, да земаат пример за сите оние машки работи. А што кажува твоето искуство, еве мајка си на две машки деца? Неминовно е тоа дека таткото како фигура, како родител во растот на децата е многу битен. Кај нас не недостасуваше машката фигура. Моите синови има поддршка од машки членови на семејството, па и контактот со нивниот родител, со нивниот татко не изостана, имаат одлична комуникација, имаат пријателски односи. Тука е секако и мојот зет за сестра, тука се братучедите кои што им се вујковци и сите тие одигра некаква улога, направија свое влијание врз децата. Сметаш ли дека подобро е децата да растат со еден родител отколку во нефункционално семејство? Да, подобро добар развод отколку лош брак, затоа што сите тие лоши бракови лошо влијаат врз менталното здравје на децата и потоа си ги носат своите последици. Сметам дека добриот развод е многу подобар отколку лошиот брак и не по секоја цена треба да се остане во брак. За децата треба да растат во здрава средина. Ако таа здрава средина е развод на родителите, за нивно добро мислам дека треба тоа да биде изборот, вистинскиот избор. Во раце ја држам најновата книга од тебе, ЕКГ, Импулси од срцева револуција. Излезе при крајот на месец март. Да, нема непол месец. Доби награда во издание на Дата Песнопој. Што беше инспирацијата за импулсиве? За импулсите? Љубовта. Љубовта неминовна. Така. ЕКГ Импулси од срцева револуција е носител на наградата Душата на чаршијата на распишаниот конкурс на Дата Песнопој. Се роди многу спонтано, песните не се раѓаат спонтано, секако песните си ги пишував, јас си добивам инспирација, како си добивам, си пишувам во секој момент, си ги запишувам мислите и го видов конкурсот, си направив книгичка, ги испратив и ја издадовме книгата. Кон крајот на месец март излезе, прв пат јавно ја промовираме кај тебе во емисија. Да, тоа ми е посебно драго. Исто и мене ми е посебно драго, дека имам чест да зборувам за ЕКГ Импулси од срцева револуција. И навистина ми е многу драга мојата пандемиска стихозбирка. Да, тоа го пишува и на самиот почеток од книгата, дека имаме тука посвета за сите оние кои што беа, односно се борци во бели мантили. Точно. Посебна благодарност, односно животот ни одржа лекција за да не научи дека молитвите и љубовта во срцето се најголемите добродетели. Им го посветувам на хероите во белите мантили. Прекрасно, мислам дека предобра идеја и предобра иницијатива. Јас мислам дека досега нема никој вакво нешто нема направено и требаше, значи наша чест и наша должност и наша обврска е да се одолжиме на оние кои што во изминатите 2,5-3 години беа на браникот на државата, затоа што водат со невидлив непријател и уште водат борбата. Така. Да. И мислам дека најмалку што можеме да направиме, барем да им се заблагодариме. Јас имав среќа да не заболам од корона, чи Куртулев. Да. Но па по други основи имам контакти со медицински лица и тие се за жал дел од моето секојдневие. Така, неминовно е. Да, во ако една друга не борба некој наш што... близок и сето тоа еден круг, кажи ми, се надзирали нешто автобиографско во срцевите импулси? Па секој стих кај мене е автобиографски. Да. Срцевите импулси, баш сванака срцеви импулси, секој стих е излеан од срцето, секој стих е посебна емоција. Почнува со сонетниот венец, тоа сакам посебно да го нагласам. Сонетниот венец за кој што исто добив меѓународна награда, еден од ретките, кај нас нема многу сонетни венци, Вера, надеж, љубов. И сонетниот венец во целост ги исполнува барањата и правилата за тоа како се пишува сонетен венец со магистрал. Она како по теорија за литература, како напишано теоретски, така по книга. Да, по книга ги исполнува сите правила. И посебно ми е драг сонетниот венец и токму сонетниот венец им го посветив на хероите во белите мантили и на сите оние борци кои што се бораа во предизвикот со COVID-19. Исто така ми се драги и љубовните
писма. Имам еден циклус 7 љубовни писма. Тие се посветени, со посвета се, но интертекстуално се чувствува влијанието на еден од моите најомилени автори, Петр Андреевски, неговите 5 љубовни писма за Даниција, и се чувствува влијанието, во моите стихови се чувствува и Гане Тодоровски, и Мате Аматевски, и Петр Андреевски, тоа се авторите со кои што јас растев и ги препрочитувам, но се чувствува и влијанието на Пушкин, на Есенин, руските класици кои што се неминовен дел од факт е тоа дека умееш со пишаниот збор, од кога те познавам па еве до ден денес те држи тоа, нели, таа инспирација. Кажи ми, што е следно еве на полето на книжевноста? Можеби ќе видиме нешто ново од тебе, некој роман дали на повидок, бидејќи знам дека умееш и знам дека имаш идеи, знам дека можеш. На повидок следно што треба да очекувате од мене е исто книга за деца. Имам подготвено и проза, и поезија, што ќе излезе не знам. Значи, следно ќе биде од творештвото за деца. Исто така, она што сакам да го издадам е книга со мотивацијски текстови и мојата магистарска теза. А мотивацијските текстови на врвот има место за сите. Јас ќе се потрудам до крајот на 2022 тие две книги да го видат својата виделина, светлина, так, да ја видат светлината на денот и не знам, непредвидливо е. Се чита кај нас поезија, што вели искуството? Дефинитивно да. Се чита поезија, не само поезија, се чита и проза. Јас искрено сум изненадена од тоа колку пораки добив каде може да најдат последната стихозбирка, од коментарите кои што ги добивам за песните што ги објавувам на Facebook. Сакаат да читаат луѓето, се презаситени од политика, се презаситени од економија, од сиромаштија, од војни. Мислам дека во читањето, па и во поезија и во проза, луѓето си наоѓаат прибежиште, засолниште од секојдневието, место каде што можат да се опуштат. Сакаат, нашите луѓе сакаат да читаат. Ние сме читачки народ, читачка нација. Имаме читачка култура. Само реков и претходно дека треба да си го цениме повеќе домашното, нашите домашни автори. Но од она што го гледам и на групи, и по групите на интернет, и со она што се соочувам секојдневно во работниот процес, луѓето ги сакаат и домашните автори, само им треба повеќе афирмација, треба повеќе промоција, да си го промовираме тоа што го имаме и да си ја издигнеме литературата на едно повисоко ниво, затоа што ние имаме квалитетни имиња, имаме премногу талентирани и млади автори, имаме што да понудиме на аудиториумот. На пазарот. Добитник си на многу награди, мал милион награди, како на нели државно, така и на меѓународно ниво. Кој би ги издвоила како позначени? Еве, јас тука неминовно е да се потсетам на мојата Гран При награда на детските рацинови средби, всушност и од таму мислам дека започна целата таа приказна со пишувањето, со настаните, со книгите и со промоциите, од која што беше и самата сведок и дел. Кажи ми, за тебе што е најдраго и што можеш да одвоиш како посебно? Награди има многу. Како од нашата татковина од Република Македонија, така и меѓународни. Ме потсети ти на твојата награда на Гран Прито во 2009 година. Ја негуваме традицијата низ прегратките на Рациновата песна. Да. Тоа беше навистина еден многу убав период, таа песната беше прекрасна. Конкретно за мене сите награди ми се подеднакво драги, а јас би издвоила наградата на Замокот на Дуино. Тоа е меѓународна награда, Замокот на Дуино. Тоа работевме како проект Иднината едно место на светот со група ученици, направивме исто стихозбирка, не го виде, не ја отпечативме, но там е една од подрагите награди кои што би ги издвоила. И сега оваа за сонетниот венец, и сите награди ми се подеднакво драги. Во моментов учествувам на 2 конкурси кај нас во Републиката, не знам резултати уште кои што имаат меѓународен карактер.
Едниот е поврзан со литературата за деца, другиот е општо само со поезија, па ќе видиме резултати, ако има нешто ново, па ќе дојдеме, ќе кажеме, тука ќе се пофалиме. Да, само се убави работи. Сите награди ми се драги. Знаете, сите прсти на раката еднакво болат, исто секоја песна ти е како дете, нешто што е откинато од тебе, дел од тебе, и не можам да издвоам нешто, ова ми е подраго, ова понедраго. А само спомените кои што не врзуваат со награди, можеме да кажеме дека да, од тука имаме поубави, како ти што кажа, детски рацинови средби, потоа ни љубавите денови во Охрид на брегот на Охридското езеро. Сите тие контакти, сите тие луѓе кои што остануваат за цел живот. Да. Инаку се е драго, се е... Кажи ми, како представник еве на Министерството за култура, колку Министерството е отворено за поддршка на младите автори, еве на младите уметници, колку поддржувате како Министерство проекти, дела? Како за чудо некоја, Министерството за култура може да се пофали со огромна поддршка која што ја дава во таа насока, во поддршка на млади таленти, афирмација на нови имиња, афирмација на фестивали од областа на литературата. Јас го работам токму тоа и имаме неубави програми со кои што ги поддржуваме младите автори и придонесуваме во голема мера за нивна афирмација и за нивно инсталирање меѓу звездите. Така, што кажува искуство да се охрабруваат ли младите денес себе да конкретно да објават нешто свое? Бидејќи знаеш, во времето кога јас бев дете, тоа беше некое достигнување да се издаде книга. Мислам дека денес некако стана како секој втор да издаде книга. Дали се гледа денес квалитетот во споредба и со квантитетот од страна на еден елоквентен човек кој што може да зборува за тоа? За жал не. Многу пати со колегите дискутираме на таа тема и се испраќаат секакви ракописи, се објавува се и се што но и сега е достигнување да се издаде книга, посебно за млад човек кој што е на возраста кога ти ја издаде својата прва книга и сега е тоа достигнување, навистина голем успех. Но кај нас, за жал, се помалку деца на таа возраст издаваат книги. И ја баш би сакала да се поработи на програма за поттикнување на деца од школска возраст да пишуваат и да издаваат книги. Тука да ја дадеме поддршката, кај нас недостасува такво нешто. Тоа треба да се направи во соработка со Агенција за млади спорт, во соработка со Министерство за образование. Треба тука да се доработат некои програми за да можеме да ги поттикнуваме. А имаме талентирани дечиња. Од она што го следам по фестивалите, колегите што објавуваат, колегите ментори. Имаме ние доволно квалитетни деца кои што можат да пораснат во поети, во писатели, да бидат квалитетни, некои кои што ќе живее во светот на литературата и за светот на литературата. Така. Колку пандемијата со COVID-19 ги измести сите оние настани манифестации на кои што беше присутна, на кои што се јавуваше како промотор, како водител или како дел од целата таа манифестација, организатор, се промени ли нешто? Некако како повеќе да се осврнавме на онлайн просторот, па таму се случува се, колку ни фалат тие настани? Мене искрено многу ми фалат настаните во живо, ми фалат манифестациите, ми фалат промоциите, ми фалат сите тие другарувања. Се е префрлено на онлайн и пандемијата во целост не ги промени животите. Во целост ни издиктира едно ново темпо на кое што за жал се прилагодивме и го прифативме како наша нова нормалност, како наша секојдневија. Јас се извинувам за гласот, но ме нема, значи во живо не сум присуствувала на настан и поради здравствени причини се пазам, се чувам, така. Како што велат докторите, чувајте се. Но мене ме фали дружбата, другарувањето, средбите со автори, средбите со децата, навистина ми фалат. И сакам што поскоро да почнат да се случуваат во живо. И така да направиме некој убаво фестивалче, па во живо да се издругаруваме со децата, да почувствуваме таа енергија, таа взаемна љубов
таа топлина. И таа безгрижност, можеби без маски, без дистанца, без препораки, сите тие, нели, работи поврзани со пандемијата, а деси можеме ние вака дутре да разговараме и да се зборуваме, меѓутоа и долго не сме се видели, Мене баш ми е супер, јас се опуштив и баш ми е супер, многу ми е пријатно, можеме да се зборуваме и можеме да се зборуваме, меѓутоа ако не влеземе во следен термин. Да, во следен термин ќе влеземе, ако продолжиме, јас би те прашала еве како еден заклучок од сето ова што го кажавме, која ќе биде пораката која што ќе упатиме кон сите оние кои што ќе го погледнат интервјуто, кон сите млади луѓе кои што се уште не се осмелиле да можеби да објават нешто свое, да испратат ракопис еве конкретно до министерството, до сите оние кои што чувствуваат поддршка како самохран родител, која ќе биде пораката која ќе упатиме кон нашите гледачи? А во однос на пораката ќе биде многу кратка. Верувајте во себе, верувајте во чуда, затоа што чуда се случуваат. Чудата постојат за да се случуваат. Дајте им крилја на вашите соништа. Соништата постојат за да бидат реалност. Она што најмногу сакам да го кажуваме, соништата постојат за да бидат реалност. Твоите соништа станаа реалност, моите соништа станаа реалност, само затоа што ние верувавме во себе и верувавме во нашите соништа, затоа ќе им порачам на сите млади луѓе да веруваат во себе, да се охрабрат, да пишуваат, оние кои што сакаат да пишуваат, да испраќаат и ако некогаш нели ако имаат потреба од помош, од поддршка, да се обратат на вистинското место, секако дека ќе добијат поддршката, ќе добијат помошта, нема да бидат одбиени. Мене ми е навистина драго што имав можност, имав чест да бидам твоја гостинка и уште подраго ми е ако можам да кажам дека еден наставник, еден професор успешен кога ученикот ќе го надмина, ти си доказ за тоа. Целта е постигната. Целта е постигната. Јас сум горда, значи сум задоволна со моето дело и навистина секој твој успех мене ме прави горда. Ќе ми биде многу мило ако уште еднаш се видиме, ако имам така па и без повод да си поприкажеме, да си најдеме некоја тема, ама не вака да оставиме волку многу време да помине. Да. Така е, овде јас ке ти се заблагодарам што беше дел од своја страна, што ја прифати мојата покана и ве конечно да седнеме малку да си поприкажеме. Се надевам дека повторно ќе се видиме и само за убави теми, до тогаш ке ти се заблагодарам за сето она кое што го имаш направено, како за мене, така и за сите оние млади луѓе на кои што некогаш им била потребна поддршка, инспирација и мотивација. Ке ти посакам да продолжиш по тој пат и да бидеш за секогаш инспирација на сите млади луѓе кои што ќе видат пример во тебе и да се видиме, нели, за скоро. Вики, ти благодарам уште еднаш, јас ке ти се заблагодарам што ме правиш горда, јас ке ги следам твоите успеси, јас го следам секој твој чекор и навистина ме радува ако постојат уште двајца, тројца кои што ќе го следат твојот пример и ќе бидат вака успешни како тебе. А знам дека има. Ти благодарам. Деснанка Николова во најновото издание од своја страна. Се надевам дека успеавме да допреме и да го задржиме вашето внимание, почитувани гледачи, со ова издание од емисијата од своја страна. Овде ќе ви се заблагодарам што ја овој пат бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце, што ја овие 30 на минути одвоивте дел од вашето време за да го проследите ова прекрасно интервју кое што верувам дека ќе допре до многумина. Ќе ви закажам наредна средба за 7 дена, до тогаш останете во добро здравје, бидете поздравени, а тука и на самиот крај ќе упатам посебен поздрав и посебна благодарност до бутик Мај Мода, кој се наоѓаат во центарот на Скопје и кој можете да ги посетите во било кое време, и до девојката која се грижи за мојот изглед секогаш, Самра Мери. Бидете поздравени.